И оваа среда, почитувани гледачи, во рамките на утринската програма Деница на телевизија Мега, продолжуваме со серијата разговори со отец Александар Крстановски на тема Великденски пост. Отец Крстановски, добро утро и ви благодарам што и ова утро сте заедно со гледачите на телевизија Мега. Добро утро, ви благодарам на поканата. Значи, ова е сега веќе трета недела откако е започнат Великденскиот пост. Во минатите наши разговори разговаравме околу значењето на општо за Великденскиот пост, а потоа ги разработивме и првите две недели од Великденскиот пост. Бидејќи рековме дека се наоѓаме веќе во третата недела, може ли еве да ни кажете што означува токму оваа трета недела од Великденскиот пост? Третата недела од Великденскиот пост е посветена на Светиот Крст, односно е недела во која се сеќаваме и размислуваме за значењето на Светиот Крст. И тоа главно од два аспекти. Првиот аспект како орудие на кое што беше распнат Спасителот на светот, Господ Исус Христос, и потоа за значењето на нашиот личен, индивидуален крст. Прво како орудие, бидејќи тоа беше орудието преку кое дојде спасението на светот, односно орудието преку кое Христос го изврши спасението на светот. Од историјата е познато дека во римската држава крстот беше орудие на срамот, односно орудие на кое беа распнувани најголемите злосторници, односно тоа беше најсрамната смртна казна. Меѓутоа, Христос крстот го претвори од орудие на срамот во орудие на радоста, бидејќи, како што реков, врз него го изврши спасението на светот. Односно, го помири човештвото со Бога, а преку човештвото го помири и целото создание со Бога. Односно, Христос, стана човек без да престане да биде Бог, стана Бого-човек, во исто време и Бог и човек, за да ја соедини човечката и божествената природа, а потоа беше распнат на крстот, умре и како Бог воскресна, запреку победата на смртта, односно запреку неговото воскресение да биде победена смртта, односно со смртта да ја победи смртта, оно што го празнуваме на празникот Великден, Воскресение Христово, за кој празник всушност и се подготвуваме преку овој Великденски пост. Второто значење на крстот е нашиот личен, индивидуален крст како символ, како синоним, да кажем, на нашето животно страдање. Односно, секој човек преку страдање доаѓа до Бога, како што нашиот Спасител страдаше, така крстот станал символ и на нашето страдање преку кое ние доаѓаме до Бога. Отец Крстановски, морам да напоменам дека тука се наоѓаме во прекрасното место во село Кнежино Кичевско, каде што позади нас нашите гледачи може да го видат прекрасниот манастир посветен на Свети Ѓорѓи. Јас себе би ве запрашал повторно нешто околу третата недела од Великденскиот пост. Кое е значењето на евангелскиот текст кој што произлегува во рамките на третата недела од Великденскиот пост? Евангелскиот текст од третата недела на Великденскиот пост, односно евангелскиот текст кој го слушаме и кој се чита на литургијата од третата недела на Великденскиот пост е следниот. И кога го повика народот и учениците своји, им рече: кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе и нека го земе крстот свој и нека оди по мене. Зашто кој сака да го спаси својот живот, ќе го загуби, а кој го загуби животот свој заради мене и Евангелието, тој ќе го спаси. Зашто каква полза има човек, ако го придобие целиот свет, а на душата своја напакости? Или каков откуп ќе даде човек за својата душа? Зашто кој се срами од мене и од зборовите мои во овој прелюбодеен и грешен род, и синот човечки ќе се срами од него, кога ќе дојде во славата на својот Отец со светите ангели. И им рече: има некои луѓе меѓу овие што стојат овде, кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Царството Божјо дојдено во сила. Која е пораката која Христос ни ја дава во овој евангелски текст или во овој говор евангелски на Христос? Повторно, крстот сватен како символ на нашето страдање. Односно, крстот, страдањето, кое што ние треба да бидеме подготвени да го претрпиме, живеејќи според евангелските заповеди, односно сообразувајќи го нашиот живот според евангелските заповеди. Доколку ние живееме според
евангелската порака, според пораката што ни ја носи Христос во Евангелието, треба секогаш да бидеме подготвени на препреки кои ќе произведат наше страдање. Значи, не е лесен патот до Бога, не е лесен патот до Царството Небесно, кое што ни го ветува Бог, туку тој преку овој евангелски текст сака да ни даде порака дека како што тој беше измачуван и страдаше преку крстот, така секој од нас носи свој крст, односно крст произведен од препреките на кои што ќе наидеме, сакајќи да живееме според неговата евангелска порака. Отец Крстановски, јас ви благодарам што и ова утро бевте со нас и имавме можност да поразговараме за значењето на третата недела од Великденскиот пост. Се надевам дека на сите православни верници ова ќе им биде од корист и со Божја помош ќе издржат и наредните недели. Дај Боже, ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, тука го завршуваме разговорот со наредна тема. Со отец Крстановски разговараме наредната недела.